Почитувани граѓани на општина Делчево, во врска со пресконференцијата на господинот Банчо Новоселски, Унија на млади сили на ВМРО ДПМН Делчево го изнесува следниот став. Дали тие млади луѓе што решили да студираат во странство и што секојдневно ја промовираат Република Македонија и Делчево, треба да ги оставиме се без внимание и да ги ставиме во неравноправна положба со сите останати македонски студенти од Делчево без право да конкурираат за стипендии. Гледаме од вашиот прес дека добро сте информирани во кои се универзитети студираат нашите студенти. Но како советник што презедовте за да ги потсетите дека некој води грижа за нив, ако ништо повеќе? Ние како партија обрнуваме посебно внимание на студентите во странство, на нашите иселеници и внимание за националностите и нивното образование. Доказ ова е иницијативата за стипендии која ја покрена претходниот градоначалник беше предизборен трик и не бевте искрени ниту кон учениците, ниту кон студентите, ниту пак кон нивните родители. Доказ за тоа е неисплатените стипендии кои ги исплативме пак ние. Тоа го знаете како советник, требаше да го кажете на јавноста. Откако ја преземавме локалната власт, стипендиите се дуплираат од 6 на 12, како за студентите, така и за средношколците. Иницијативата за воспоставување соработка со Американскиот универзитет е иницијатива за ставање во равноправна положба и на овие наши студенти кои од најразлични причини и по нивна желба и убедување се запишале во овие странски универзитети. Нашата иницијатива започна од географски на Блискиот универзитет, каде студираат нашите студенти од Делчево, кои се 6 на број, ќе продолжи и со други факултети во странство и ќе има студенти од Делчево. Ако Германија не беше соседна земја, можеби ќе започнеме мотано. Имаме неколку прашања за вас со кои сакаме да ја запознаеме јавноста. По која формула вие што се грижите за образованието, господине советник Новоселски, стипендиравте постдипломски студии на ваш партиски член кој е ситуиран и вработен во општината Делчево? Требаше и тоа да го кажете како советник за образование во тоа време на вашиот прес, па можеби ќе се јавеше и тогаш уште некој заинтересиран да го надгради своето образование. Дали водевте исто таква грижа за образованието и за студентите кога од едно работно место како наставник се префрлевте на работно место како советник, а во исто време во агенцијата за вработување чекаат уште 300 високо образовани кадри? Или вие бевте партиски послушник како и сите во моментот кога под превозот и во име на хуман човек ги исполнувате партиските задачи и изигрувавте голем хуманист и искажувавте голема загриженост за образованието? На образованието во Делчево никош не му било подобро. Има 12 стипендии од општината наменети за студентите и учениците од Делчево. Има нова спортска сала, секој ученик, наставник и професор има компјутер, има бесплатни учебници, на време почнува учебната година, има отворени нови насоки за средношколците, тие средношколци кои сакаат да учат во други градове имаат бесплатно школување. Тоа во ваше време и од страна на вашата партија не беше случај и го немаше. Сосема на крај сакаме да кажеме дека новинарката и партијата од чија куња доаѓа пресуд била на вистина многу професионална, а покрај платата која земала за својата работна задача, земаше и хонорар од 5000 денара за пишување на информативното гласило Инфо Делчево. За информација, новинарката само тоа го има и работено во општината, издавањето на вестник. Благодарам.